Potom Mojsej im reče na načelnicите на Израелевите колена. Господ го заповеда ова: ако некој човек направи завет или ако се обврзе со заклетва дека ќе се одрече од нешто, нека не ги нарушува своите зборови, нека исполни се што излегло од неговата уста. Ако некоја жена му направи завет на Господ и ако се обврзе дека ќе се откаже од нешто уште додека е млада во татковиот дом, а татко и научи за заветот и заветувањата со кои се обврзала, па не и рече ништо, тогаш се полноважни сите нејзини завети и полноважно е секое нејзино ветување со кое се обврзала. Но ако татко и кога ќе чуе и забрани некаков нејзин завет, ни нејзиното ветување со кое се обврзала нема важност, Господ ќе и прости, зашто татко и забранил. Ако се омажи додека е под своите завети или под ветувањето што излезе непромислено од нејзината уста, па ако нејзиниот маж научи и откако научи, ако не и рече ништо, тогаш се полноважни нејзините завети и полноважни се ветувањата со кои се обврзала. Но ако нејзиниот маж и забрани кога ќе чуе за тоа, со тоа се окинуваат нејзиниот завет и ветувањето што излезе непромислено од нејзината уста и Господ ќе ги прости. А завет на вдовица или на разведена жена и сите обврски што ги презела врз себе важат за неа. Ако се заветува или обврза на ветување со заклетва додека е во куќата на својот маж и ако нејзиниот маж чуе и ништо не и рече, и ако и забрани, полноважен е секој нејзин завет и полноважно е секое нејзино ветување со кое се обврзала. Но ако нејзиниот маж ги прогласи за неважечки, кога ќе научи за нив, тогаш ништо што излезе од нејзината уста, нејзините завети или преземените обврски немаат важност. Нејзиниот маж ги поништи и Господ ќе ги прости. Секој завет и секое заклетвено за речување, за смирување на душата, нејзиниот маж може да ги потврди или да ги поништи. Ако мажот не и рече ништо од ден во ден, со тоа ги потврдува сите нејзини завети и сите нејзини ветувања со кои се обврзала. Тој ги направил полноважни, зашто не рекол ништо кога чул за нив. Но ако ги поништи после, откако веќе чул за нив, тогаш тој ќе го носи нејзиниот грев. Тоа се повелбите што Господ му ги заповеда на Мојсей за односите меѓу мажот и неговата жена и меѓу таткото и неговата ќерка, која уште млада живее во татковиот дом. Господ му рече на Мојсей: одмазди им се на мадијамците за израелевите синови, а потоа ќе им се придружиш на твоите луѓе. Мојсей му рече на народот: вооружете луѓе од меѓу себе за војна против мадијанците, за да ја извршат Господовата одмазда врз мадијанците. Испратете во војна по 1000 од секој Израелово племе. И така од израелевите семејства по 1000 од племе собраа 12.000 за војна. Мојсей ги испрати по 1000 од племе на војна заедно со Финес, синот на свештеникот Елеазар. Тој ги носеше светите садови и трубите за тревога. Тие завојуваа против мадијанците, како што Господ му заповеда на Мојсей, и ги погубија сите машки. Меѓу другите ги погубија и мадијанските цареви Евии, Реком, Сур, Ур и Ерева. 5 мадијански цареви со меч го погубија и Валаама, Веоровиот син. Тогаш израелевите синови ги одведоа во плен мадијанските жени со нивните деца и сиот нивни добиток, крупниот и ситниот, и го запленија сето нивно богатство. Со оган ги изгореа сите нивни градови во кои живеа и сите нивни населби, а се нивно зедоа во плен и грабеж, и луѓе и животни. Тогаш во логорот во Моавските полиња покрај Јордан спроти Ерихон ги доведоа при Мојсей, при свештеникот Елеазар и при целото Израелово општество, заробените, пленот и ограбеното. Мојсей, свештеникот Елеазар и сите главатари на заедницата им излегува во пресред надвор од логорот. Мојсей се налути на заповедниците на војската, на илјадниците и на стотниците кои се вратија од воениот поход. Им рече: што? Вие ги оставивте живи сите женски, а токму жените по Валаамовото наговарање ги заведува израелевите синови да истапат против Господ во Фегоровиот случај. Така дојде помор во Господовото општество. Затоа убите ги сите машки деца, а убите ја и секоја жена која запознала маж, а оставете ги живи за себе сите девојки кои не запознале машко. Вие пак останете надвор од логорот 7 дена, сите вие кои убивте некого и кои се допревте до убиен, очистете се и вие и вашите заробеници во 3-тиот и во 7-миот ден, очистете ги сета облека, сите кожени работи, се што е направено од козина и од сите дрвени предмети. Потоа свештеникот Елеазар им проговори на борците кои се вратија од војна: ова е законска повелба што му ја даде Господ на Мојсей. Златото, среброто, бронзата, железото, оловото и калајот, се што поднесува оган, поминете го низ оган и ќе биде очистено. Сепак нека биде очистено и со вода за очистување, а се што не поднесува оган, поминете го низ вода. На 7-миот ден исперете ја вашата облека и ќе бидете чисти. Потоа можете да се вратите во логорот. Господ му рече на Мојсей: ти, свештеникот Елеазар и главните старешини на општеството, направете попис на војниот плен, на луѓето и на добитокот, а тогаш поделете го војниот плен на половина за војниците кои одеа во војна и за сета друга ценница, а од војниците кои одеа во војна за држи данок за Господ.
по една глава на 500 од луѓето, од крупниот добиток, од ослињата и од ситниот добиток. Земи го тоа на нивната половина и дај му го на свештеникот Елеазар како воздигнат принос на Господ, а од половината што ќе им припадне на другите Израелеви синови, земи по една глава од 50 од луѓето, од крупниот добиток, од ослињата и од ситниот добиток, од сите, па дај им ги на левитите кои служат во Господовиот шатор. Мојсей и свештеникот Елеазар направија како што му нареди Господ на Мојсей. Воен плен, освен ограбеното што ги зедува војниците. Имаше 675.000 ситен добиток, 72.000 крупен добиток, 61.000 ослици, а човечки души, жени кои не запознале машко, имаше вкупно 32.000. Според тоа, половината што им беше доделена на оние кои одеа во војна, беше 337.500 грла ситен добиток, данок за Господ од ситниот добиток, 675 грла, крупен добиток имаше 36.000, а нивниот данок за Господ 72 грла, ослиња 30.500, а од нив данок за Господ 61, човечки души 16.000, а од нив данок за Господ 32 души. Мојсей му го предаде данокот на свештеникот Елеазар за воздигнат принос на Господ, како што Господ му заповеда на Мојсей. А од половината на другите Израелеви синови која Мојсей ја оддели од војниците, половината на заедницата изнесуваше 337.500 ситен добиток, а крупен добиток 36.000, ослиња 30.500, а човечки души 16.000. Од половината на Израелевите синови Мојсей зеде по едно на 50, и од луѓето и од добитокот, па им ги даде на левитите кои служија на Господовиот шатор, како што Господ му заповеда на Мојсей. Тогаш војните заповедници, илјадниците и стотниците му пристапија на Мојсей и му рекоа: твоите слуги ги преброија војниците кои беа под наше заповедништво и ниеден од нас не загина. И ете, ги донесовме нашите дарови за Господ, на раквици, златни нешта, прстења, наушници и огрлици, кој какво што нашол, златно нешто за покривање на гревовите на нашите души пред Господ. Мојсей и свештеникот Елеазар ги примија од нив златото сето во направени украси и сето злато што илјадниците и стотниците го донесоа за воздигнат принос за Господ. Беше 16.750 шекели. Војниците грабеа секој за себе. Така Мојсей и свештеникот Елеазар го зедоа златото од илјадниците и стотниците, па го донесоа во шаторот на средбата за спомен на Израелевите синови пред Господ. Рувимовите синови и Гадовите синови имаа мощне многу добиток и согледаа дека јазирската земја и галатската земја се погодни за стоčarство. Затоа Гадовците и Рувимовците дојдоа при Мојсей, при свештеникот Елеазар и при управителите на општеството, па рекоа: Атарот, Девон, Јазир, Нимра, Есевон, Елеали, Севам, Нево и Веон, земја што Господ ја порази пред Израелевото општество, е земја погодна за стоčarство, а твоите слуги се занимаваа со стоčarство. Ако најдовме благонаклонност во твоите очи, продолжија, овој крај нека им биде даден во владење на твоите слуги. Не преведувај преку Јордан. Мојсей им одговори на Гадовите синови и на Рубимовите синови: вашите браќа ќе одат во војна, а вие да останете тука. Зошто ги одвраќате срцата на Израелевите синови од преминот во земјата која им ја даде Господ? Така постапија и вашите татковци кога ги испрати во Кадис Барни, за да ја извидат земјата. Тие се искачија до долината Есхол, ја видоа земјата и ги обесхрабрија срцата на Израелевите синови, за да не влезат во земјата која Господ им ја даде. Во тој ден Господ пламна со гнев, се заколне и рече: луѓето кои излегоа од Египет од 20 години или нагоре, зашто не ме следеа верно, никогаш нема да ја видат земјата што им ја ветив под заклетва на Авраам, Исак и Јаков. Господ единствено го следеа верно кенезецот Халев, синот Ефониев и Навиновиот син Исус. Господ пламна со гнев на Израелевите синови, па ги водеше низ пустината 40 години, се додека не изумре сето поколение што постапило зло во очите на Господ. А сега вие грешно поколение станувате место вашите татковци, за да го зголемите уште повеќе јаросниот гнев на Господ против Израел. Ако се одвратите од него, тој ќе го продолжи вашиот престој во пустината и вие ќе го погубите сиот овој народ. Тогаш тие се доближија кон него и рекоа: ние ќе подигнеме тука огради за нашиот добиток и градови за нашите деца, а самите ќе го ограбеме оружјето и ќе тргнеме на чело на Израелевите синови додека не ги доведеме до нивното место, а нашите деца нека останат во утврдените градови. Заради жителите на земјата, ние нема да се вратиме во нашите домови се додека некој израелец не го заземе своето наследство. Нема да земеме дел од недвижните имоти од онаа страна на Јордан ниту подалеку, зашто нашето наследство ни припадна од оваа страна, на исток од Јордан. Мојсей им рече: ако направите така, ако тргнете во бој пред Господ, ако вие сите вооружени пребродите преку Јордан,
пред Господ додека тој не ги растера пред себе сите своји непријатели, тогаш кога земјата ќе му биде покорена на Господ, вие ќе можете да се вратите. Така ќе бидете ослободени од одговорноста кон Господ и кон Израел, а оваа земја ќе стане ваша сопственост пред Господ. Но ако не направите така, ќе согрешите против Господ и знајте дека ќе ве стигне казна за вашиот грев. И така созидајте градови за вашите деца и огради за вашиот добиток, но направите што ветивте. Гадовите синови и Рувимовите синови му одговорија на Мојсей: твоите слуги ќе направат како што заповедал нашиот Господар. Нашите деца, нашите жени, нашите стада и сиот наш добиток нека останат онаму во галатските градови. А твоите слуги, сите кои се способни за бој, ќе тргнат пред Господ во војна, како што зборува нашиот Господар. И Мојсей им даде повелба за нив на свештеникот Елеазар, на Навиновиот син Исус и на главатарите на семејствата на Израелевите племиња. И Мојсей им рече: ако Гадовите синови и Рувимовите синови, сите оние кои носат оружје, пребродат со вас преку Јордан за да бојуваат пред Господ, иако земјата ви биде покорена вам, тогаш дајте им ја галатската земја во сопственост. Ама ако не поминат вооружени со вас, нека добијат наследство меѓу вас во ханаанската земја. Гадовците и Рувимовците одговорија на тоа: што им рече Господ на твоите слуги, така ќе направиме. Ние ќе отидеме вооружени пред Господ во ханаанската земја, но недвижниот имот на нашето наследство нека ни биде од оваа страна на Јордан. И така Мојсей ним на Гадовите синови, на Рувимовите синови и на половината од Манаси, племето на синот Јосифов, им ги даде царството на Аморејскиот цар Сион и царството на Васанскиот цар Ог, земјата со градовите во нивните меги, градовите на соседната земја. Градовите синови ги изградија Девон, Атарот и Ароир, Атрот, Софан, Јазир и Јогвеј, Вет Нимра и Вет Аран, утврдени градови и огради за стадата. Рувимовите синови ги изградија Есевон, Елеали, Киријатаим, Нево, Валмеон, на кои им ги изменија имијата, и Сивма, и им дадуа имиња на градовите што ги изградија. Синовите на Махир, синот Манасиев, отидоа во Галат и го освоија и ги протераа аморејците кои беа таму. Мојсей му го предаде Галат на Манасиевиот син Махир и тој се насели во него. А Манасиевиот син Јаир отиде па ги зазеде нивните села и ги нарече Јаирови села. Потоа Новах отиде и ги зазеде Кенат и неговите подрачја, па го нарече со своето име Новах. Ова се патувањата на израелевите синови што ги поминаа кога излегоа од египетската земја по своите полкови, под водство на Мојсей и Арон. По Господова повелба Мојсей го опиша нивното патување по нивните престојувања и еве ги застанките на нивните патувања. Тргнаа од Рамес во првиот месец, беше 15-тиот ден на првиот месец, утреден по Паската, кога израелевите синови се запатија со подигнати раце и пред очите на сиот Египет, додека египетците ги погребуваа оние кои Господ ги погуби среде нив, односно сите првороденци, и така изврши суд на нивните божества. И така израелевите синови тргнаа од Рамес и расположија шатори во Сохот, потоа отидоа од Сохот и ги обтегнаа шаторите во Етам, токму на работ на пустината. Отпатуваа од Етам, а тогаш свртеа кон Пи Аирот, што се наоѓа спроти Велсефон. Ги расположија шаторите пред Мигдал, тргнаа од Аирот и поминаа среде морето во пустината. Отидоа 3 дни низ пустината Етам, а тогаш се настанија во Мера. Потоа отидоа од Мера и стигнаа во Елим. Во Елим беа 12 извори и 70 палми. Расположија шатори тука и тргнаа од Елим и се настанија покрај Црвеното море. А откако заминаа од Црвеното море, ги обтегнаа шаторите во пустината Син. Потоа отпатуваа од пустината Син и ги поставија завелиштата во Довка. Откако отидоа од Довка, расположија шатори во Елус. Тргнаа од Елус и се настанија во Рафидин. Таму народот немаше вода да пие. Заминаа од Рафидин и се настанија во Синајската пустина. Тргнаа од Синајската пустина па се настанија во Киврот Атави. Отпатуваа од Киврот Атави и обтегнаа шатори во Асирот. Тогаш отидоа од Асирот и расположија шатори во Ритма. Тргнаа од Ритма и се настанија во Римнон Фарес. Отидоа од Римнон Фарес и расположија шатори во Ливна. Отидоа од Ливна и обтегнаа шатори во Риса. Заминаа од Риса и се настанија во Келат. Тргнаа од Келат и се настанија во гората Сафер. Отпатуваа од гората Сафер и се настанија во Харат. Откако се дигнаа од Харат, се настанија во Макилот. Тргнаа од Макилот и расположија шатори во Тахат. Отпатуваа од Тахат и застанаа во Тара. Заминаа од Тара и се настанија во Митка. Отпатуваа од Митка и обтегнаа шатори во Асемон. Тргнаа од Асемон и расположија шатори во Мосирот. Заминаа од Мосирот и се настанија во Вене Јакан. Тргнаа од Вене Јакан и се настанија во Хор Агидгат. Отидоа од Хор Агидгат и расположија шатори во Јотвата. Отпатуваа од Јотвата и обтегнаа шатори во Еврон. Отидоа од Еврон и се настанија во Есион Гавер.
Отидоа од Есион Габер и расположија шатори во пустината Син, односно Кадис. Тргнаа од Кадис и расположија шатори во гората Ор, на границата на Едомската земја. По Господова наредба свештеникот Арон сицкачи на гората Ор и таму почина во првиот ден на 5-тиот месец во 14-тата година по излезот на израелевите синови од египетската земја. Арон беше на 123 години кога умре на планината Ор. Арадскиот цар Хананеец, кој живееше во хананскиот крај Негев, чу за доаѓањето на израелците, отидоа од гората Ор и расположија логор во Салмон. Заминаа од Салмон и се настанија во Финон. Отпатуваа од Финон и застанаа во Овод. Отидоа од Овод и обтегнаа шатори во Моавското подрачје, во Иеха, Аварим. Заминаа од Иеха, Аварим и расположија шатори во Девон Гад. Отпатуваа од Девон Гад и се настанија во Алмон Дивлатаим. Од Алмон Дивлатаим отидоа и поставија шатори на Аваримските гори пред него, а од Аваримските гори заминаа и расположија шатори во Моавските полиња покрај Јордан спроти Ерихон. Се настанија покрај Јордан од Вет Јесимот се до Авел Ситим во Моавските полиња. Господ му рече на Мојсей во Моавските полиња покрај Јордан спроти Ерихон. Речи им вака на израелевите синови: кога ќе поминете преку Јордан во ханаанската земја, изгонете ги пред себе сите жители на земјата, уништете ги сите нивни слики, уништете ги сите нивни одлеани идоли и разорнете ги сите нивни високи места. Тогаш завладејте ја земјата и населете се во неа, зашто ви ја предавам да стане ваша. Разделете ја земјата со ждрепка меѓу сите ваши родови. Зголемете им го делот на побројните, а намалете им го на помалубројните. Каде и да падне ждрепката, за кого и да е, тоа нека биде негово. А делете им го наследството според татковските племиња. Ако не ги изгоните пред себе жителите на земјата, тогаш тие кои ќе останат од нив во живот ќе ви бидат трње во вашите очи и боцкалки во вашите ребра. Ќе ве притеснуваат во земјата во која ќе живеете и ќе постапам со вас како што мислев да постапам со нив. Господ му рече на Мојсей: дај им повелба на израелевите синови и рече им: кога ќе влезете во ханаанската земја, таа земја ќе ви припадне во наследство. Ханаанската земја со нејзините граници. Јужната страна ќе се тегне од пустината Син покрај Едом. Јужната граница ќе ви почува од крајот на Соленото море на источната страна. Тогаш границата ќе ви заврте кон југ, кон Акравимската стрмнина и ќе проложи преку Син, ќе допре на југ до Кадис Варни, потоа ќе излезе кон Хасар Адар и ќе проложи до Асмон. Од Асмон границата ќе се заврти кон Египетскиот поток и ќе излезе на море. Големото море ќе ви биде западна граница, тоа нека ви е меѓа кон запад, а ова ќе ви биде северна граница. Од големото море повлечете линија на гората Ор, тогаш повлечете линија од Ор до влезот во Емат. Завршеток на границата ќе биде Седат, тогаш границата ќе се проложи до Зифрон и ќе заврши во Хасар Енан. Тоа ќе ви биде северна граница. За своја источна граница повлечете линија од селото Хасар Енан до Сефам. Границата ќе се спушта од Сефам до Ривла, источно од Аин. Од таму границата ќе се спушти и ќе допре до источниот брег на Хинеротското езеро. Потоа границата ќе се спушти низ Јордан, за да заврши при Соленото море. Тоа ќе биде ваша земја со нејзините граници наоколу. Тогаш Мојсей им нареди на израелевите синови: тоа е земјата што со ждрепка ќе добиете во наследство, а за која Господ нареди да добијат 9 племиња и половината од едно племе. Зашто племето на Рувимовите синови според нивните семејства, потоа племето на Гадовите синови според нивните семејства, веќе го добија нивното наследство, како што го прими своето наследство и половината од Манасиевото племе. Тие 2,5 племиња го примија своето наследство отаде Јордан спроти Ерихон на источната страна. Господ му рече на Мојсей: ова се имијата на луѓето кои ќе ви ја подела земјата, свештеникот Елеазар и Навиновиот син Исус, и земја од секој племе по еден главатар за делба на земјата. Ова се имијата на тие луѓе: Халев син Ефониев од Јудиното племе, Самоил син Амиудов од Симеоновото племе, Елидат син Хислонов од Вениаминовото племе, кнезот Вакхир, Еглиевиот син од Дановото племе, од Јосифовите синови, кнезот Анил син Суфидов од племето на Манасиевците, кнезот Камоил син Сафтанов од племето на Ефремовците, кнезот Елисафан син Фарнаков од племето на Заволоновците, кнезот Фалтиил син Азанов од племето на Исахаровците, кнезот Ахиуд син Селомиев од племето на Асировците, кнезот Федаел син Амиудов од племето на Нефталимовците. Тоа се оние на кои Господ им наложи да им го поделат наследството на израелите синови во ханаанската земја.
Господ му рече на Мојсей во Моавските полиња кај Јордан, спроти Јерихон, нареди им на израелевите синови да им отстапат на левитите од наследството што го имаат. Градови каде ќе живеат и пасишта околу градовите, дајте им го тоа на левитите. Градовите нека им бидат за живење, а околните пасишта нека бидат за нивните говеда, за нивниот имот и за сите нивни животни. Пасиштата покрај градовите, што им ги остапувате на левитите, нека зафатат од градските зидови надвор до 1000 лакти наоколу. Измерете од градот надвор 2000 лакти на источната страна, 2000 лакти на јужната страна и 2000 лакти на западната страна и 2000 лакти на северната страна, така што градот да биде по средина. Тоа нека им бидат градски пасишта. Од градовите што ќе им ги дадете на левитите, 6 ќе бидат градови за солништа, што ќе ги остапите за да може убиец да избега таму. Кон овие придајте уште 42 града. Така сите градови што ќе ги отстапиме на левитите ќе бидат 48 со нивните пасишта, а од градовите што ќе ги одвојувате од сопственоста на израелевите синови земете повеќе од оние кои имаат многу, а помалку од оние кои имаат малку. Натаму Господ му рече на Мојсей: зборувај на израелевите синови и речи им: кога ќе преминете преку Јордан во ханаанската земја, определете си градови што ќе ви служат како градови за солништа, каде може да избега убиец кој убил некого од несакање. Тие градови нека ви бидат за солниште од одмазникот, така што убиецот не треба да загине додека не застане на суд пред заедницата. Од градовите што ги остапите 6 нека ви бидат за засолниште. Доделете 3 града отаде Јордан, а 3 града во ханаанската земја. Тие нека бидат градови за солниште. Тие 6 града нека бидат за засолниште како за израелевите синови, така и за странецот и придоденикот, кои престојуваат меѓу нив, каде може да избега секој што убил некого на несакање. Но ако некој удри некого со железен предмет па го усмрти, тогаш тоа е убиец. Убиецот треба да плати со главата. Ако го удри со камен во раката, од кого човек може да загине и навистина загине, тоа е пак убиец. Убиецот треба да плати со главата. Или ако го удри со некаков дрвен предмет во раката, од кого може да умре и навистина умре, и тоа е убиец. Убиецот треба да плати со главата. Крвниот одмазник треба сам да го погуби убиецот. Кога ќе го сретне, нека го убие. Натаму, ако некој го турне некого од омраза или намерно фрли нешто врз него па го убие, или ако го удри со раката од злоба па удрениот умре, напаѓачот треба да загине. Тој е убиец. Крвниот одмазник нека го погуби убиецот штом ќе го сретне, но ако го турне случајно, не од непријателство, или ако фрли нешто на него, ама не од заседа, или од невнимание ако собори врз него камен од кого може да загине човек, па го убие, а не му бил непријател, ниту му сакал зло, тогаш општеството нека пресуди меѓу убиецот и крвниот одмазник. Според овие правила, заедницата е должна да го избави убиецот од рацете на одмазникот за крв. Тогаш општеството нека го врати во градот за солниште каде што избегал. Тој нека остане таму до смртта на велесвештеникот кој беше помазан со своето масло. Но ако убиецот излезе кога и да е надвор од границите на неговиот град за солниште и крвниот одмазник го најде надвор од границите на неговиот град за солниште, па крвниот одмазник губие убиецот, тоа не му се смета за крвопролевање, зашто убиецот треба да остане во градот за солниште до смртта на велесвештеникот, а по смртта на велесвештеникот може да се врати во својот дом. Такви нека ви бидат судските постапки од поколение до поколение секаде каде што ќе престојувате. За секој убиство на човек казната на смрт над убиецот може да биде извршена по доказ на сведоците. Никој не може да биде казнен со смрт по доказ само на еден сведок. Не смеете да примате откупнина за животот на убиецот кој заслужил смрт, тој треба да умре. Ниту смеете да примате откупнина од кого и да е, кој откако избега во својот град за солниште, сака да се врати и да живее на своја земја пред смртта на велесвештеникот. Не запустувајте ја земјата во која што живеете, зашто земјата се онечистува со крвопролевање и земјата не може да се очисти од крвта што е пролеана на неа, освен со крвта на оној кој ја пролеал. Не смеете да ја онечистувате земјата во која што живеете и среде која престојувам ја, зашто јас Господ живеам среде израелевите синови. Тогаш пристапија семените главатари од родот на синовите на Галат, синот Махиров, син Манасиев, од едниот род на Јосифовите синови, па пред Мојсей и пред старешините, пред главатарите на семејствата рекоа: Господ му нареди на нашиот господар да ја даде со жребка оваа земја во наследство на израелевите синови. Натаму Господ му нареди на нашиот господар да им го даде наследството на нашиот брат Салпат, на неговите ќерки. Но ако тие се омажат за некој од друго израелско племе, тогаш нивното наследство ќе биде оттргнато од нашето дедовско наследство и ќе биде приклучено кон наследството на племето на кое тие ќе му припаднат. Така ќе биде одземено наследството што со жребка ни припадна нам. А кога ќе настапи јубилејната година на израелевите синови, делот на тие жени ќе му се додаде на делот на племето на кој ќе му припаднат.
така нивното наследство ќе биде одземено од наследството на нашето прадедовско племе. И по Господова заповед Мојсей им нареди на израелците. Племето на Јосифовите синови зборува право. Ова го наредува Господ за салпадовите ќерки. Тие нека се мажат за оној кој ќе им изгледа добар, само нека се мажат во родот на своето татковско племе. Наследството на израелевите синови не смее да се пренесува од едно племе на друго и секој израелец треба да остане приврзан за прадедовското наследство на своето племе. Затоа секоја девојка која ќе добие наследство во израелевите племиња треба да се омажи за некој во племето на кое му припаѓа татковиот и род, така што секој израелец ќе го запази наследството на татка си. Така наследството нема да се пренесува од едно племе во друго, туку секој израелско племе ќе се прилепува до својот дел, како што Господ му нареди на Мојсей. Така и направија салпадовите ќерки, Мала, Терса, Егла, Мелха и Нуа, ќерките салпадови. Се омажија за синовите на своите стриковци. Бидејќи се омажија во родот на потомството на Манасе, Јосифовиот син, нивното наследство остана во племето на кој им припаѓаше татковиот им род. Тоа се заповедите и законите што Господ им ги даде преку Мојсей на израелевите синови во Моавските полиња покрај Јордан спроти Ерихон.